Nije вообичаено, ја започнуваме секоја емисија со брифирањето со нашата дописничка од Украина, колешката Кристина Атовска, која и ова утро се јавува од Киев. Кристина, добро утро за тебе. Трагични настани за време на викендот. Ти извештуваш и за Словен печата, ќе подгледаме и една репортажа на крајот од овој утрински брифинг, но што е она што се случуваше и што се случува денеска во Украина? Добро утро, Сашо, од главниот град на Украина. Можам да кажам дека викендот беше навистина бурен. 2 дена, особено во текот на вчерашниот ден, ако сите одмараат во недела, овде воопшто немаше одмор, напротив. Беше можеби најработниот ден во неделата, бидејќи и немаше град кој не беше нападнат токму во текот на вчерашниот ден. Ова се предпоставува дека е практично реакција или одмазда за самитот Г7, кој се случуваше вчера на секој ваков самит, па и на секоја посета овде на странски голем државник се случуваат овие напади, иако мислевме дека во Киев тие напади се завршени, сепак излезе дека не е така. Украинската армија можеби и се подготвуваше за ова, ги направи веројатно проценките. 2 дена предходно распореди одбрана, противвоздушна одбрана околу главниот град, да затегна обрачот, повторно ги вратија оние чекпоинти, оние барикади на влезот во Киев и очигледно како што очекува, тоа и се случи. Вчера рано изутрина околу 6:30 не разбудија неколку удари овде во Киев. Ударите повторно се во истиот оној регион кој што беше и предходно напаѓан, тоа е Шевченкивски регион. Тој се наоѓа во близина на центарот, практично првата населба, што не се наоѓа во строг центар, првата населба до самиот центар, претежно се состои од цивилни згради, иако русите тврдат дека целеле кон фабрика за оружје. Јас бев на лице место, тоа е сепак една цивилна зграда, доле се користат просториите како деловен простор, но далеку е од фабрика. Сепак се работи за цивилен објект во кој што живеат граѓани. Епилогот е 2 мртви, 7 повредени, меѓу кои потешко едно 7 годишно мало девојче кое се уште се бори за живот. Овде известија дека тие напади се случиле односно Русија ги лансирала од авионите Ту-95 и Ту-160, кои се современи, модерни, носат ракети со долг дострел, истрелани се од над Каспиското море, и една таква ракета чини околу 5 милиони долари. Она што друго се случуваше, како што кажав, цела држава беше практично под напад. Во Харков беше погодена една лабораторија за нуклеарно истражување. Од другите вести, министерот за надворешни работи на Русија, Шојгу, прв пат ја посети Украина и поточно окупираните територии. Тој со хеликоптер слета во Донбас. Можевме да видиме од видеата кои овде беа споделени како се брифира со своите генерали во тој регион. И откако заврши вчерашниот Г7 самит, секако дека поголем дел од информациите кои пристигнаа за тоа каква помош и подршка ќе понудат европските држави, но и Америка, но и НАТО на Украина. Излезе информацијата дека НАТО ќе и даде и модерно оружје на Украина, но ќе испрати и оружје од советско производство, како што велат од таму. Тоа е за да се направи баланс и за да може украинците да оперираат со оружје кое го познаваат, додека да се извршат оние потребни обуки на украинските војници за современото оружје. Кристина, она што мене не ми е јасно е, бидејќи јас ги следев извештаите за овие гаѓања, тоа е цивилна зграда, се разбира, и таму се целата населба е цивилна. Толку се непрецизни русите, бидејќи за 5 милиони долари предпоставка е дека други некакви ракетни системи би погодиле во квадратен сантиметар со точност, или ова намерно гаѓаат цивилни цели, не знам, за да шират страв, за да
прават притисок и така натаму да гинат цивили, меѓу кои деца и така натаму. Што се толкувањата? Толку им се, да кажем, пореметени нишанските справи, бидејќи и Туполев, авионите кои говоре се врвни наводно авиони, овие ракети кои што чинат милиони една би требало да погоди барем некаков, кажем, радиус од неколку метри да промаши така натаму. Ова беше директно и тоа во голема стамбена зграда, повеќе катна, срушена неколку ката од озгора. Што се толкувањата? Промашуваат или намерно гаѓаат цивили? Ако претходните гаѓања токму на овој регион, сега не можеме да го кажеме за истото за однос на прецизноста на оружјето, ова е навистина модерно и прецизно оружје. Но толкувањето, она што овде се зборува, а го нема на медиуми, секако е тоа дека токму во тој регион, како што кажав и претходно, тоа е цивилен регион, таму нема фабрики, но во тој регион се наоѓаат канцелариите, деловни простори на фирмите кои го произведуваат украинското оружје. Една од теориите, една од идеите е дека токму тоа е целта на русите, да се погодат канцелариите, меѓу другото и на компанијата Нептун, која ја создаде модерната украинска ракета, која пак го урна нивниот најголем брод, нивната гордост, наречена Москва, која што сите знаеме колку беше голема таа вест, една од теориите дека тоа е одмазда и токму затоа упорно се цели на овој регион. Јас не можам да потврдам за тоа дали нивната канцеларија е погодена или не, бидејќи тоа место е веќе разрушено, но претходно мава со артилерија, претежно од Белорусија наваму, а овој пат за Киев искористија, како што може да видиме од вчерашните настани, и модерно оружје. Инаку активности има и во Белорусија вчера, исто така председателот Зеленски се обрати на белоруските граѓани да не влегуваат во војна што не е нивна и дека нема потреба и тие да патат за руските одлуки, да не дозволуваат друг да одлучува за нив. Ова доаѓа од како поголем дел од нападите беа извршени од белоруска територија, но и таму е забележано поголемо движење, односно поголема концентрација на трупите кои доаѓаат на граница. И како што кажа и на почетокот на крајот, некаде при крајот на овој брифинг ќе видиме и целосната репортажа од целото на патешествие до Харков и назад. Бевме позади Харков, практично уште поисточно и поблиску до руската граница, во села кои се многу заборавени од сите, бидејќи буквално на сите има страх да се појават таму и да достават храна. Она што можам да го кажам беше и помалку тажна слика, бидејќи тие стари луѓе изнемоштени, половина од нив со разрушени домови, практично веќе без домови живеат кај соседите, плача од среќа кога ги видоа тие луѓе како доаѓаат со храна. Морам да го споменам и она што мене ми остави најголем печаток на крајот на Харков. Сретнав еден од ликвидиторите на радиоактивниот материјал кој работел во Чернобил, и тој човек е заборавен и од државата и од сите останати. Куќата сега повторно му е срушена од руски проектил и нема ниту храна, ниту облека, така што ова ќе го искористам можеби за да нагласам дека не смеат да се забораваат ваквите луѓе. Посетивме и дечиња со Даунов синдром. И само за крај уште да додам нешто што за мене беше изненадување од дечките кои што патував од Велика Британија, уште кога се запознавме овде во Киев пред тргнување, кога ме праша од каде си, кажав од Македонија, ми рекоа, ми се обратија со зборовите: вие имате најкул председател. Ова е прв пат да слушам некој од другиот крај на континентот да каже нешто добро за македонски политичар. Па изненадено прашав од каде го знаат македонскиот председател, и очигледно е дека веста и фотографијата на Пендаровски, со кој што тој го носи малото дете со Даунов синдром, откако беше малтретирано во училиште,
станала толку вирална, така што тој таму е своевиден херој. Тоа е нешто што ќе го слушнеме во оној прилог на крајот на брифингот. Да, благодарам Кристина Атовска од Киев. Така е, тоа е 15-минутна репортажа која негдека при крајот на овој брифинг ќе емитуваме, но потоа ќе биде на располагање и на нашите платформи на Слободен печат за одгледување. Благодарам за ова утринско брифирање. Се слушаме утре, а освен се разбира ако нема нешто итно, а и во текот на целиот ден, бидејќи бомбардирањата и тие опасности понатаму продолжуваат и не само во Киев, туку на територијата очигледно на цела Украина.